За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите пелистерски двојник. Лутата пиперка ситно ја сечкаме. Кашкавалот го сечкаме на коцки. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Зелените пиперки ги сечкаме на коцки. На коцки го сечкаме и доматот. Макдоносот ситно го сечкаме. Потоа на коцки ја сечкаме сланината. Свинското каре го сечеме на 4 парчиња. Парчињата месо ги посолуваме. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Потоа ги толчиме со чук. Во садот со меленото месо ги додаваме парчињата сланина и кашкавал. Го додаваме и кајмакот. На покрупната страна од рендето во садот го рендаме сирењето. Потоа во садот додаваме половина од кромидот, парчињата лута пиперка, брашното и исачканиот макдонос. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Со рака ја месиме смесата. Од смесата формираме 4 ќофтиња. Во грил тава и во тавата за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло во тавата за пржење ги пржиме преостанатиот исечкан кромит и парчињата зелени пиперки. Во грил тавата ги пржиме парчињата свинско каре и ќофтињата. Откако карето ќе се испржи го ставаме на чинија. Во тавата за пржење ги додаваме парчињата домат. Откако и ќофтињата ќе се испржат ги ставаме на чинија. Макдоносот ситно го сечкаме. Го додаваме во тавата со зеленчукот на оган. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Промешуваме. Чинијата за сервирање ја украсуваме со венец од листови црвена марула. Во средината на венецот ги сервираме парчињата варен компир. Потоа на чинијата ги сервираме ќофтињата. Врз секој ќофте ставаме по едно парче каре. Врз парчињата каре ставаме по едно парче кашкавал. Врз кашкавалот со лажица ставаме од испржениот зеленчук од тавата. Декорираме со гранчиња француски макдонос. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 60 минути.